Денеска православната црква ги празнува светите маченици Карп и Папила, свештеномаченикот Венијамин Ѓакон и светата великомаченичка Злата Мегленска. Светите маченици Карп и Папила. Карп бил епископ Тијатирски, а Папила бил ѓакон. Родени биле од Пергам, каде што најпосле и пострадале за Христовата вера од лошиот намесник Валерий, во времето на царувањето на Деки. Валерий ги врзал за коњи и ги отерал во Сард, каде што многу луто ги мачел, но ангел Божи им се јавил и ги излекувал од раните, подкрепувајќи ги. Слугата на Карп, Агатадор, го следел со голема жалост својот господар додека и него не го зеле на мачење. Потоа Валерий повторно ги врзал за коњи и од Сард повторно ги довлекол во Пергам. Кога светиот Карп го врзале за дрво и толку многу го камшикувале што целото тело во рани му го претвориле, а неговата крв како поток ја напоила земјата. Тој се изнасмеал на тие страшни маки. Кога го прашале зошто се смее, светиот маченик одговорил дека го видел небото отворено и Господ каде што седи на престолот со херувими и серафими наоколу. При мачењето на Папила, овој свет маченик со молитва излекувал еден човек, слеп на едното око, и многумина кои тоа го виделе поверувале во Христа Господа. Фрлени пред зверовите, овие маченици останале неповредени. Кога ги фрлиле во огнена печка, ги видела Агатоника, сестра на Папила, па и таа скокнала во огнот. Но огнот не ги изгорел. Најпосле сите со меч ги исекле во 251 година. И така по добрите подвизи го примиле венецот на славата во Царството Христово. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Свештеномаченикот Венијамин Ѓакон. Овој војник Христов бил персијанец и со ревностна проповед на Евангелието обратил во верата Христова многу персијанци и елини. Пострадал за време на персискиот цар Издегард, синот Гороранов околу 412-тата. Кога бил фрлен во темница, некој од царските велможи се застапил за него пред царот. Царот го пуштил, но под услов да замолчи и повеќе да не им зборува на луѓето за Христа. Тогаш Венијамин одговорил: "Тоа никако не можам да го прифатам, затоа што на големи маки ќе биде предаден оној кој го крие подарениот талант." Така продолжил да ја шири верата Христова. Царот наредил да му набиле трња под ноктите и го мачеле се додека не го предал својот дух на Бога. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов.
Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Светата великомаченичка Злата Мегленска. Родена е во селото Слатина во Мегленската област, од сиромашни селски родители, кои имале уште 3 ќерки. Светата Злата била кротка и побожна девојка, мудра со Христова мудрост и златна, не само според името, туку и според богоплашливото срце. Кога еднаш Злата излегла да налее вода, некои бесрамни турци ја фатиле и ја одвлекле во својата куќа. Кога еден од нив и понудил да се потурчи и да му стане жена, Злата без страв му одговорила: "Јас верувам во Христа и него единствен го знам за свој младоженец. Од него нема никогаш да се одречам, макар вие и на 1000 маки да ме ставите, дури и на парчиња да ме исечете." Тогаш пристигнале незините родители со сестрите, и родителите й рекле: "Ќерко наша, смилувај се на себе си и на нас, на своите родители и на сестрите. Одречи се привидно од Христа за да бидеш среќна и ти и ние, а Христос е милостив, ке ти го опрости гревот направен под присила во животот." Плачеле горко бедните родители, сестрите и роднините, но витешката душа на Светата Злата не се предала да биде победена од ѓаволските замки. Таа им одговорила на своите родители: "Кога вие ме советувате да се одречам од Христа, вистинскиот Бог, вие повеќе не сте мои родители, ниту мои сестри. Имам татко, Господ Исус Христос и мајка Богородица, а браќа и сестри ми се светителите и светителките." Тогаш турците ја фрлиле во темница каде што лежела 3 месеци. Секој ден ја изведувале на камшикување, се додека незината крв не ја натопила земјата. Најпосле ја обесиле надолу со главата и под неа запалиле оган за од чадот да се задуши. Но Господ бил со Злата и давал сила во страдањето. Најнакрај ја обесиле на дрво и целата ја исекле на мали парчиња. И така, оваа мажествена девица го предала својот дух на Бога и се преселила во рајските населби во 1796-та. Парчиња од незините мошти разнеле христијаните по своите домови заради благослов. Поуки од светите оци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појушти ја ти,
oplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljaje mi Otcu i Sjatomu Duhu, spasi Pouki od svetите Отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Tebe